Во казан за ракија стар еден век изработен од бакар, дрво и земја, повторно се вараше ракија во рамките на петтите поред пијанечки денови на сливата. Овој казан има поголеми предности од новите модерните, а и вкусот на ракијата од сливи е подобар, велат старите делчевци. Тоа е казанот кој е задидан и обложен со кал и тугла камен. Ова е капак, тоа е грне, ова се лулите и овој дел се вика крбла, каде што под притиск под температурата на водата топлата пареја се претвара во водени капки, односно капки од ракија. Овој казан е на Стојмир Мицевски, му останал од дедо му. Стојмир не ги сака ни новите казани, ни новите сорти сливи. Јас ги повеќе сакам тие старите пијанечки сина слива. Пијанечка стара сина слива и дел едно 20 дена насадено, меѓутоа дава помалку добро, природни се, али е поквалитетна за ракија и за сушење и слично. Пијанечките денови на сливата во Делчево на 16 штандови ја донесе старата традиција на подготовка на специјалитетите од сливи. Денес приготвуваме мармалад со учениците заедно, инаку тоа е од училиштето со УММ Брицел. Додаваме шеќер на кило по 200 и нешто грама шеќер, значи некаде околу кило шеќер овде додаваме, колку што имаме сливи, колку ќе излезе толку. Приготвивме палачинки, торта, кифлички, пишкоти, мармалад и декорации од тиква и сливи. Многу работи се спремни. Сладки, торти, мармалад, компот, колачи, може баница. Со оваа манифестација Делчево го слави својот бренд, модрата слива. Целта е да ја промовираме сливата како бренд на регионот, да ги мотивираме граѓаните и бизнес секторот да засадат поголеми површини со слива, се со цел да го збогатат домашниот буџет, да го надополнат со оној постојниот што го имаат. Првата награда во висина од 12.000 денари отиде во рацете на представниците од основното училиште Ванчо Прке за нивниот штанд. Втората награда од 6.000 ја доби Маја Ѓоргиева од Делчево за нејзините специјалитети, а третата награда или 3.000 денари за Дејан Арсовски кој пред летната сцена во Делчево вареше ракија.